Знаете или не дека ние имаме директен линк со иднината. Значи директно се вклучуваме со истата оваа телевизиска фреквенција, ама со она што се случува многу напред во иднината и сега ми јавуваат дека има вести во моментов, така да ајде да видиме што се случува во Лајме од иднината. Лајме од иднината. Гледате Лајме од иднината во северозападна бивша Република Македонија. Денеска сме 4.2.2053 година. Ова се вестите на денот. Северозападна бивша Република Македонија и Аризона го решија долгогодишниот спор околу знамето. Символот од вргина ќе биде на новото знаме на Аризона, а роденденот на Радмила Шекеринска е прогласен за Ден на македонското знаме. Просечната плата достигна до неверојатни 500 евра. Проектот кој го започна Зоки Заев, а го продолжи Зоки Кичеец, конечно го виде својот бел ден. Со посувањето на споменикот на Миле Јанакиевски на плоштадот ВМРО во Будимпешта, заврши проектот Будимпешта 2053. Наспроти остите критики од опозицијската партија на Виктор Орбан, дека овој проект е класичен кечерај, премиерот Никола Груевски порача дека вака се чува идентитетот на една нација. Со свечена архиерејска литургија, Македонската православна црква го канонизираше Орце Камчев во светец. Синодот на МПЦ порача дека свет е оној кој се бори против криминалот и е заштитник на правдината, а на граѓаните им порача дека им останува само да се крстат. Владата го промовираше проектот Мој извршител. Од денеска, со скенирање на секој извршно решение, може да се вратите 15% од трошоците. Денеска беше разгледан и последниот 9756 амандман против модулот за една изборна единица, кој го поднесе ВМРО ДПМН во 2019 година. Бугарската академија на науките донесе одлука дека Дедо Мраз не постои, бидејќи е писмено регионален стандард на бугарскиот пејач Азис. Гледавте Лајме од иднината. Ви посакувам среќно минато и пријатна сегашност.